80 евра за мегават час ќе плаќаат компаниите што произведуваат храна, соопшти денеска премиерот Ковачевски. Но дали тоа ќе ги симне плафонските цени низ маркетите и ако не, дали владата има намера да ги замрзне, одговор нема. Има само очекување на премиерот дека цените на основните продукти ќе се намалеле за најмалку 10%. Со овие мерки, компаниите, производителите на основни прехранбени производи ќе имаат предвидливост, стабилна и поевтина струја, што крајно ќе влијае и врз стабилизирањето на цените на финалните производи кои се произведуваат и се продаваат од овие компании. Ке сме имале и парно од 1 ноември. ЕСМ склучила договор, ама со кого и колку повисоки сметки ќе плаќаат граѓаните, одговор нема. Ќе работи дополнително тето која ќе покрива 60 до 70% од потребите на топлинската енергија. Во тоа со кои компании се склучени можете да се обратите во ЕСМ, ќе ви објаснат во детали. Владата одлучила и основните и средните јавни училишта за да имаат непречено струја да можат да склучат договори за снабдување со ЕСМ по цена од 95 евра по мегават час. Истото важи и за јавните предпријатија за водоснабдување и одведување на отпадните води. Една од денешните одлуки е и таа дека на општините и градот Скопје им се забранува да основаат јавни предпријатија и акционерски друштва за јавно осветлување, со цел да се спречели злоупотреби и манипулации на владините мерки за енергетика.